спортистки, спортски работници, поштувани представници на администрацијата, членови на Советот. Навистина се чувствувам горд како градоначалник на град и на вакви врвни спортисти, кои што остваруваат сериозни резултати и дома, и на општинско, и на републичко ниво, но мора да се пофалам и на меѓународно ниво. Ова година Куманово е град на спортот на Европа. Ме прашуваат многумина зошто. Што тоа вие направивте и што тоа вие освоивте како град за да ја добиете таа престижна титула. И се обидувам да им објаснам, постојат многу градови во Европа и во светот кои што постигнуваат многу поголеми резултати. Но ние во Куманово имаме спорт од 2 години до 92 години. И пред малку, кога се спомена Цокида да ги доделува наградите за спортистите на пензионерите, особено сме горди на нив што се занимаваат се уште со спортот. И тоа е нешто што Куманово го чини посебно. Развиваме спорт за сите генерации. Ја промениме политиката во делот на финансиската поддршка на спортот и спортските активности и се обидуваме скромните средства кои што ги имаме на располагање да ги дисперзираме, да стигнат до што поголем број на спортски организации, спортски клубови и спортисти. Општината располага со скромни средства, но сметам дека сме на добар пат да ги потикнеме спортските работници да работат повеќе, но и домашните бизнисмени да даваат повеќе за својот град и за своите спортисти. И на добар пат сме, постигнавме делумно, а верувам дека во иднина ќе успееме заедно уште многу повеќе. Ја користам оваа прилика првенствено да се заблагодарам на сите вас спортистите за вашиот ентузијазам, желба за победа и духот кој што го внесувате секојдневно, бидејќи тоа може да го разбере само човек кој што бил со спортот и живеел со спортот. И сум ви благодарен и на вас и на вашите родители кои што ви даваат поддршка. Воедно сакам да се заблагодарам и на сите спортски работници, почнувајќи од почитуваниот професор кој што вечерва доби награда, но и до сите вас во салата, кои што се давате себе си за да направиме и создадеме врвни спортисти, кои што се најголеми амбасадори на нашиот град и на нашата држава Македонија. Но особено сакам да се заблагодарам на сите оние поддржувачи на спортот од бизнис заедницата, кои што одвоија средства во делот на финансиската поддршка на спортот, бидејќи спортот е нешто што зема, а враќа многу години подоцна. Пред 1,5 година во ресторан Грација бевме најголем број присутните овде и тогаш рековме дека општината сака да им се одолжи на своите спортски легенди со изградба на една олимписка чешма, така ја нарековме. Еве ја денеска лоцирана кај хотел, поранешен хотел Кристал, а верувам во иднина со одлука на Советот ќе донесеме одлука да се постават и спомен обележја плочи на нашите врвни спортски легенди, кумановските олимпијци, тројица се Аце Русевски, Реджеповски, Бранимир Јовановски, и верувам дека токму особено овие најмладите генерации кои што ги видовме вечерва тука ќе бидат дополнително мотивирани низ нивниот пример да еден ден го видат своето место токму на таа олимписка чешма тука во центарот на градот. Сакам да ве охрабрам сите вас. Општина Куманово сака да продолжи да го развива спортот и да даде свој допринос. Оваа година се подготвуваме со еден скромен буџет со кој што располагаме да влеземе повторно во финансиска поддршка на спортот, ако ми одобри Советот секако, со околу 11 милиони денари на годишно ниво.
Но еден битен дел од сето тоа ќе биде развојот на училишниот спорт. Бидејќи тука лежи и днината на кумановскиот спорт и генерално на државниот спорт. Особено сум благодарен на сите оние од вас кои што работите во делот на атлетиката, бидејќи таа дава базата и основата за сите спортски дисциплини во најраниот развој на нашите деца. Мора да се обидеме заедно, да ги издешеме нашите деца од дома, да излезат, станат од компјутерите и телефоните и повторно да се вратат и да се посветат на спортот, како што своевремено нашите и нивните родители тоа го практикувале. Благодарам на новото раководство на Општинскиот сојуз на спортови и секако благодарност до сите вас спортски работници. Без вас ова не можеше да се случи. Ги поздравувам женскиот ракометен клуб кој што оваа година го обелија нашиот образ на Куманово и посакувам успех на нашите кошаркари кои што се позиционирани високо на листата во државната лига и секако давам апсолутна подршка и на машкиот ракомет да продолжи интензивно да се развие и да го врати сјајот во делот на ракометот во градот. Исто така ги потикнувам боксерите поактивно да работат и сите вас останати кои што нема да имам прилика и нема можност да ве споменам, но секако да не го забораваме фудбалот како најпопуларниот спорт за кој што преземавме обврска, да дадеме подршка на фудбалот да се развива на локално ниво, а потоа заедно со државата да се обидеме да направиме нешто повеќе. За прв пат ќе воведеме и стипендија следната година за најдобри спортисти, кои што општината ќе преземе обврска директно да ги поддржува финансиски за да бидат дополнително мотивирани. На сите вас ви посакувам успех на свите полиња. Ви ја честитам нова година и престојните божитни празници, Свети Никола вечерва и благодарност за сите.